Почитувани граѓани, колеги, дискутираме за многу контроверзен закон. За време на расправата беше кажано дека е авангарден закон. Значи, единствената авангарда во овој закон е тоа што од Македонија ќе направи место каде што ќе ни биде срам да кажем од каде доаѓаме. Неколку работи за време на јавната расправа се споменаја. Министерот за здравство глумеше голема заинтересираност и кажа дека ќе се земат предвид сите предпоставки и сите работи што ќе се кажат и ништо од тоа не се најде во донесените амандмани. Јас нема да зборувам за работите кои што веќе ги зборувавме за време на јавната расправа, туку ќе зборувам нешто друго. Ќе зборувам за ризиците од овој закон, она што Македонија реално ризикува да и се случи. Една од работите, за време на јавната расправа споменавме каде ги има ваквите слободни здравствени зони, меѓутоа варијации на тема во меѓувреме открив дека постојат и на друго место. Колку да се знае од каде ми се информациите, се од овој извештај на ОЕЦД, предпоставувам дека знаете дека ОЕЦД не е соросоидна организација, така што мислам дека се прилично релевантни овие. Ако имате време, земете, прочитајте. И ако го прочитате, ви гарантирам дека ќе се загрижите подеднакво колку што сум јас загрижена. Тука прави споредба. Вика, има неколку повеќе држави имало во светот каде што има слични или варијации на тема на здравствени организации, така што паѓа во вода и нашата авангардност. И сега внимавајте, државите се следни: Аргентина, Бразил, Коста-Рика, Доминиканската република, Мексико. И што се случува практично, како действуваат овие здравствени зони? Па прво се нудат пакети на услуги. Во тие пакети на услуги, главната услуга која што ја нудат, под главна, мислам, над 80% од вкупниот промет на здравствената зона, над 80%, почитувани колеги, е за трансплантација на органи, кои што се нудат на меѓународни пациенти. Што тоа значи? Тоа значи дека ако имаме ние органи, ако има некој богаташ, премногу пари, и дома му треба бубрек, и дома има некаква си листа на чекање, има некаква си правила кои што треба да ги почитува, наместо да чека на таа листа, ќе си ги понајде ваквите здравствени зони во кои што ќе биде Македонија и ќе си дојде тука и ќе си го добија бубрекот и ќе му се продолжи нему животот. Значи го продолжуваме животот на тие што имаат. Значи кој има, пак ќе има. Џабе не рекле старите. Понатаму, што се случува? Се случува ескалација на црниот пазар како резултат на ваквите здравствени зони, со тоа што почнуваат бубрезите, особено за бубрезите, да се купуваат од сиромашните. Најголем процент од пресадените бубрези доаѓаат од сиромашни. Понатаму се отвора ново работно место, сосема нова дејност, таа ја викат брокер. Значи се јавуваат брокери, то меѓународни брокери, кои што доаѓаат и ги купуваат бубрезите за да можат да ги пресадуваат на богатите. Пример за ова имате во Колумбија, во Индија, во Пакистан и во Филипини. Светска здравствена организација особено го истакнува примерот со Филипини. Филипини што е карактеристично? Прво, дека станува збор за илегална трговија со органи и покрај тоа што на Филипини има законска регулатива. Меѓутоа, фактот дека се тие здравствена зона која што е нели сама по себе држава, законската регулатива или се заобиколува или уопште не се зема предвид. Понатаму викаат услугите кои што се нудат, замислете, биле all inclusive. Ова како да идете некаде на туристичко патување. Вика all inclusive пакет аранжмани. И во Индија, например, можете да одите на веб страницата, ве повикуваме, ево не ми верувајте за збор, во Индија, например, има веб страница на Министерството за туризам, се вика Incredible India, и ако одите таму, ќе видите какви се реклами има, за да се привлечат луѓето да дојдат во Индија да си пресадат бубрези. Конкретно за бубрези се работи. Во Пакистан исто така, рекламирањето е на ниво како што веројатно и кај нас со кампањите во Македонија. Ќе видите многу сличности има, ќе се препознаеме. Понатаму на Филипини
На Филипини, верували или не, функционира нешто што е јавно-приватно партнерство, нешто слично што ние тука се обидуваме да го направиме. И викат вака податоците на ОЕЦД. Викат дека бубрезите доаѓаат од сиромашните граѓани. Брокерите се од соседните држави. Тие брокери доаѓаат и се занимаваат со купо-продажна работа. На веб страницата на Филипини вика, цитирам, додека трансплантацијата на бубрези во странство може да достигне цена од $150,000, кај нас, на Филипините, тоа ќе ве чини само $25,000. Целта која е од ова? Многу е очигледно. Значи да се привлечат пациентите. Пациентите не се домашните, затоа што тие не се секират за домашните пациенти, тие се секират за профитот. И за да можат до крај да одат, они шо прават? Практично ги привлекуваат пациентите, во случајот главна цел им се пациентите од Саудиска Арабија. Од Саудиска Арабија, верувајте, имате посебен инструмент со кој што ги привлекуваат ваквите пациенти. Знаете ли тие инструменти како се викаат? Тој посебен инструмент се вика road show. Значи, владата се пакува, оди таму и привлекува луѓе кои што можат да дојдат да платат $150,000 за да можат да си стават бубрег. Понатаму, има различни пакети. Дали ви се верува, мислам, до која мера предприемаштвото. Различни пакети. Едните биле со 5 звездички, а другите биле со 3 звездички. Тие што се со 5 звездички, чинеле $80,000, а тие со 3 звездички чинеле $65,000. Сега, трагедијата во цела ова работа е што Филипини има најмногу од сите држави во светот донатори на бубрези, меѓутоа исто така има и најмногу бубрежоболни. Ова го покажува дека има проблем и покрај тоа што имат културни препреки. Во цела ова работа имат и културни бариери. Значи, тука се отворат многу работи. Една од работите, колеги, сакале да признаете или не, и етиката. Зошто? Прво, затоа што тие бубрези се од сиромашните. Второ, затоа што рекламирањето на бубрези и спасувањето на богаташите е се, ама не е морално. Трето, затоа што брокерите, знаете ли колку ги плаќале овие бубрези? $2,000. Само $2,000 за профит кој што ќе им донесе $150,000. Понатаму, негата кој што ја добиваат овие сиромашни луѓе била неквалитетна и многу од нив умираат после тоа. Понатаму, овде се постигнува и здравствена нееднаквост, социјална неправда и исто така значи пристапот до здравствената нега станува се потежок. На ниво на локално население може да се добие пристап на трансфузиологија, на трансплантација само за оние кои што можат да покажат дека имаат некакви средства. И сега и други работи се тука многу интересни, меѓутоа ова не е од Филипини, има интересен податок од Дубај, кој што повторно ќе ве потсети на Македонија. Во Дубај има центар за здравствена, се вика за здравствено планирање на квалитет и на меѓународни практики во областа на безбедност на пациентите и лиценцираните лекари. Ова многу звучи слично на она што ние ќе го поведуваме како центар за извонредност при трансплантација. Може би грешам, докажете. Ние вакво решение нема да поддржиме. Не само што нема да поддржиме, доку ќе се на вистина ве повикувам, на вашата демохристијанска свест, на вашата етика, на вашиот морал, не дозволувајте од Македонија да стане запуштена земја во која што ќе владее неморалот и во која што само богаташите ќе можат да живеат, а сиромасите ќе морат да почнат да ги продаваат своите бубрези. Но уште еднаш ќе ви кажам, немојте мене да ми верувате. Зошто да ми верувате? Идете на интернет, проверете, еве го извештајот. Патем кој ќе читате, ако решите да читате, земете го извештајот и на Европска унија, значи, зборувам за истрагата која што Европската унија правеше во Косово за продавањето на органите. Значи, одлично сме позиционираме да станеме запуштена, несериозна и неморална држава. Благодарение на вам. Благодарам.